Повелите со прашање. Алијанса за албанците, ваш коалицијски партнер, но и БЕСА во последните денови бараат заедно со отварање на уставот за уставните измени за внесување на бугарите да се тргне и 20% и да се стави како албански јазик, која е тоа што мислим се да се многу оваа тема и дали е можно да се смена уставот и во оваа насока. Во овој момент приоритет се уставните измени и сметаме дека токму во овој период кога имаме ова историска шанса, ова не е време кога треба да се оптоварува овој процес. Секако дека може за се да се разговара, но ми сметаме дека главниот фокус треба да биде токму искористување на оваа историска шанса за полноправно членство во Европската унија. Што ако ова станува како услов и од Алијанса и од БЕСА за да ги поддржат тие уставни измени? Па сметаме дека не треба да се добие впечаток и во јавноста, а секако и кај сите кои што се учесници токму во овој процес, дека една ваква важна тема треба да стане дел од уцени. Затоа сметаме дека сите треба да бидеме свесни дека ова историска шанса која што треба да се искористи и дека ќе се концентрираме на приоритетите со кои што ќе стигнеме до полноправно членство во Унијата. Ви благодарам, Иван. Владата вела дека ќе ја почитуваат одлуката на Уставниот суд за платите на функционерите. Дали ќе се намалат коефициентите и какво е вашето мислење? Од владата јасно кажа пред се да утврдиме дека ова е одлука на Уставниот суд, не на владата. Да, секоја одлука на Уставниот суд треба да се почитува, но владата исто така во своето соопштение до јавноста кажа дека ќе се разгледуваат можностите за измени, односно намалување на коефициентите на пресметување на платите на именуваните лица. Токму затоа, уште еднаш јасно повторуваме дека да, СДСМ како партија на власт смета и верува во праведност во исплатите секако на сите чинители во општеството, но она што го кажавме е и дека ќе се концентрираме, односно ќе се разгледуваат можностите, законските можности за намалување на коефициентот. Ви благодарам.